Добро вечер, почитувани гледачи, го следите третиот дневник на К3 телевизија. Министерството за здравство поради високите температури излезе со препораки во кои се повикуваат работодавачите денеска да ги ослободат од работните обврски бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години. Во препораките се наведува дека во овој период треба да се консумираат повеќе течности и свежи градинарски производи, а да се избегнува храна која термички не е обработена. Многумина се чувствителни на влијанието на климата и многу тешко ги поднесуваат брзите промени на временските услови кои можат негативно да влијаат на расположението и здравствената состојба на човекот. Лекарите посочуваат дека при промена на времето, општа слабост и болки во одредени делови на телото, чувствуваат и лицата кои што немаат здравствени проблеми, а што се однесува до граѓаните со хронични заболувања, тегобите како што се висок крвен притисок, срцеви проблеми, проблеми во мускулите и костките се влошуваат при температурни разлики. Експертите предупредуваат дека чувствителноста на временските промени може да стане најчеста болест на модерното општество. Иако најзагрозени се лицата над 40 на години, особено жените, сепак метеоропатијата ги погодува сите категории, од најмладите до највозрасните. Министерството за здравство поради високите температури излезе со препораки во кои се повикуваат работодавачите да ги ослободат од работните обврски бремените и хронично болните лица и лица на возраст над 60 години. Како што се очекува сега да се покачуваат метеоролозите, значи треба да ги пратат сите и ние и граѓаните, дека што кажуваат метеоролозите сега, они покажуваат дека се покачи нагло температурата од 25 на 38 и тоа е страшно и за здрави за болни, значи од топлото удар со сончаница, значи очекуваме од петок, сабота, недела сите граѓани на Македонија, значи ако имаат потреба, они кои имаат потреба да искачат, значи за нивните потреби да одат рано сапање, значи да носат со себе чадор. Од Министерството препорачуваат да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, градинките да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност. Во препораките се наведува дека во овој период треба да се конзумираат повеќе течности, свежи градинарски производи, да се избегнува храна која термички не е обработена, со цел да се избегне можна појава на труење со храна и цревни заразни заболувања. Поранешната фабрика за лепи бели пецива Житомел вчера повторно по кој знае кој пат беше во пламен. Пожарот во кој гореле стари хартии избувнал во управната зграда на фабриката, некаде пред 17 часот, кој се наоѓа во близина на централното градско подрачје. Според информациите од противпожарната служба, пожарот кај нив бил пријавен во 16 часот и 45 минути, со што на терен првично се упатиле тројца пожарникари и едно противпожарно возило, но поради обемноста на пожарот дополнително пристигнале уште тројца пожарникари и уште едно противпожарно возило. Екипите на противпожарната единица по нешто повеќе од 1 час целосно го локализирале пожарот и истиот е ставен под контрола. Како што ни раскажаа граѓаните кои живеат во близина на фирмата Житомел, не само овој, туку и сите претходни пожари се поради човечки фактор. Инаку ова не е прв пат да избувне пожар во некој од објектите на Житомел, кои откако се во стечај често представуваат прибежиште за бездомници и корисници на дрога. Православните христијани денеска празнуваат Задушница, а утре Духовден. Празникот Задушница се одбележува во чест на душите на мртвите. На овој ден се посетуваат гробиштата, каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен за починатите. На Задушница верниците даваат милостина на сиромасите во име на покојните и се молат за покој на нивните души. Духовден пак го означува слегувањето на Светиот Дух врз апостолите или како што го нарекуваат светите отци роденденот на црквата. Трите крупни инфраструктурни проекти во општина Крива Паланка се во напредна фаза. Изградена е така наречена пазарска патека во централното градско подрачје, а во однос на изградбата на двата патни правци, едниот кон манастирот, а другиот во село Жидилово, се очекува наскоро да бидат финализирани со поставување на асфалтен слој.
Жителите на Крива Паланка добија нова пешачка патека на киот на Крива река. Така наречената пазарска патека е изградена, а според информациите од надлежните се очекува да новиве да бидат поставени скали за искачување кон мостот познат како Градечки во централното градско подрачје. Во иднина се очекува и уредување на овој дел со цвеќе и придружни реквизити. Така наречената пазарска патека е веќе во завршна фаза, уште недостасуваат скалите кои треба да се наместат за искачување на граѓаните на Градечки мост и сметам дека ова е еден убав проект кој навистина ќе биде од голема важност за граѓаните на општина Крива Паланка, затоа што во саботниот ден кога е пазарски ден се ствара една гужва во стариот дел на градот, граѓаните и со коли и пешки кои како одат. Сметам дека ова ќе биде едно бајпас решение во кое можат директно од пазарот да си дојдат до Градечки мост и да го продолжат својот пат. Целта не е, значи, патеката е да ја продолжиме уште нагоре до така наречениот Лилјаков мост кој го имаме и да направиме едно убаво место каде што ќе покрај патеката ќе поставиме уште некои содржини. Во напредна фаза е и изградбата на рускиот пат кон манастирот Свети Јоаким Осоговски и изградбата на патен правец во село Жидилово. Според градоначалникот Алексовски, двата патни правца се пробиени и тампонирани и во предстојните 2 седмици се очекува да бидат асфалтирани. Патиштата се пробиени, тампонирани се, имавме еден застој во периодот кога имавме дождови затоа што не можеше да се постигне избиеноста и временските прилики не дозволуваат да се почне со асфалтирање. Во текот на овие неколку дена, значи, ќе се довршат сите оние работи кои недостасуваат, што се однесува до патот во Жидилово. Јас навистина сакам да кажам на граѓаните дека овдека ќе добиеме едно убаво асфалтно решение, затоа што тука се предвидени според проектот 2 слоја на асфалт. Првиот слој е 7 см, вториот е 5 см. Се очекува и до асфалтирање на патот кон езерото во туристичкиот локалитет Калин Камен. Вредноста на овие 3 патни правци е околу 50.000 денари, средства од општинскиот буџет. Да се подобри водата за пиење во училиштата во руралната средина, побара надлежните од Центарот за јавно здравје, а општината да одели средства од буџетот за таа намена. На последната седница на Советот на општина Куманово, надлежните од Центарот за јавно здравје од советниците побараа од наредната училишна година да се покрене иницијатива за подобрување на квалитетот на водата за пиење во училиштата кои се наоѓаат во руралните средини. Поготово онаму каде што училиштето се снабдува со сопствен водоснабдителен објект, значи би покренала иницијативата во наредната година да се планира дел од средства од буџетот за подобрување на квалитетот на водата во овие објекти, бидејќи се работи за една ранлива категорија на луѓе, училишна популација, каде што со минимални вложувања, односно некои корективни мерки, ќе се постигне безбедност на водата за пиење. Инаку неколку подрачни училишта во општина Куманово имаат проблем со водоснабдувањето. Според вработените учениците, таквата состојба влијае негативно врз здравјето на учениците и на наставниот кадар, така и врз образовниот процес. Статистиката вели дека повеќе од 3,6 милиони луѓе секоја година умираат од болести поврзани со водата во нееколошка средина. Во организација на Сдруженијето Етно Ризница и во соработка со Музеј на град Куманово, вчера вечер беше представена етнолошката изложба на најзначајните културни знаменитости и вредности од североисточниот регион. Инаку денеска се одржуваат денови на Балканската етно ризница во комплексот Етно село, кои исто така се во организација на ова здружение.
Активностите од проектот Триологија од народни изворни мелодии во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Етно Ризница продолжуваат со уште низа манифестации. Имено во изложбениот салон на музеј Куманово, кој воедно е партнер учесник во овој проект, беше представена етнолошката изложба на културно богатство со кое располага североисточниот регион. Во рамките на самиот проект имаме голем број на партнери. Еден од нашите партнери е Националната установа Музеј Куманово, која во организација која во соработка со Сдруженијето Етно Ризница денешниот ден го прогласи за отворен ден на музејот. Тука сме ние со сите наши гости, учесници, уметници, да го посетиме музејот за да и од поблиску го видиме сето она богатство со кое располага овој район. Тоа има археолошки и има етнолошки дел од поставката, така да комплетно ќе ја погледнеме вечерва. Особено нас како здружение, а и нашиве гости ги интересира етнолошкиот дел кој е поместен на вториот спрат од самата поставка, каде што има етнособа, каде што има соби од османлискиот период, каде што има навистина голем број на предмети, етно карактеристики кои ќе може да ги видат посетителите. Музеј Куманово го секогаш, препознавајќи го потенцијалот во сите здруженија кои што придонесуваат за зачувување и презентација на нашиот културен идентитет, на нашето богато културно наследство, секогаш застанува позади ваквите здруженија и ширум како впрочем и денеска ги отвора вратите на музејската поставка, поддржувајќи ја нивната иницијатива, нивната идеја, а пред се препознавајќи го нивниот потенцијал. Активностите на Сдруженијето Етно Ризница не запираат тука. Одговорните ги повика сите љубители на македонската етно музика да бидат дел од деновите на Балканска етно ризница, на која манифестација учество ќе земат етномузичари и групи од голем број балкански земји. Богатата уметничка програма ќе биде во насока на промоција на културното и историско наследство од македонскиот североисток. Имено, годинава втора година поред, ќе се одржи добро познатата манифестација Шопска свадба, а сите заинтересирани може да се пријават и да бидат дел од оваа несекојдневна свадба. Манифестација која за прв пат се одржа минатата година. Продолжуваме со вестите од економијата. Историски најниско ниво на невработеност со 24,5% во првите 4 месеци од годинава. Државната статистика констатира дека пат на невработеноста е забележан во сите реони и општини во Македонија. Невработеноста во земјата падна на историски најниско ниво досега. Државната статистика во првиот квартал од 2016 измери стапка од 24,5% најниска од независноста на Македонија. За невработеноста да оди во надолна линија удел имаат активните мерки за вработување, проектите и странските инвестиции. Само во првите 3 месеци од годинава бројот на невработени бил 231.386, а на вработени 714.435 во сите општини од државата. Драстичното намалување на бројот на невработени забележано е во сите региони, а некаде и до 50%, што е од големо значење како за локалниот економски развој на општините, така и за екзистенцијата на десетици илјади семејства. Стратешка цел на владата е намалување на невработеноста, при тоа особено внимание водиме на реализација на овие политики на целата територија на нашата земја, обезбедувајќи рамномерен регионален пристап и намалување на невработеноста во сите региони. Проектите кои што ги реализираме, странските инвеститори кои што ги привлекуваме, капиталните инвестиции кои што ги правиме ги распоредуваме во сите региони на државата, на тој начин давајќи шанса и можности за обезбедување нови работни места за целокупното население. Податоците покажуваат дека имаме намалување на невработеноста во сите македонски градови и села, што е добар податок, а самиот факт дека во мандатот на владата невработеноста е намалена од 38 на 24,5% е најдобар доказ дека нашите политики и пристапот кој што го применуваме даваат квалитетни резултати, вели владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Од владата додаваа дека ваквиот пристап на работа на понатамошно намалување на невработеноста ќе продолжи идниот период, каде се очекува и дополнително зголемување на бројот на работни места во домашни и странски компании во повеќе региони кои во следниот период се очекува да почнат со производство или да го зголемат бројот на вработените. Инаку владината стратегија предвидува пат на стапката на невработеност на 22% до 2018-тата.
Македонија железнички ќе се поврзува со Албанија. Активно се работи на проектирање на пругата долга 63 километри од Кичево до Лин, процес кој го води француско-шпански конзорциум. Македонија железнички ќе се поврзе со Албанија. Активно се работи на проектирање на пругата долга 63 километри од Кичево до Лин, процес кој го води француско-шпански конзорциум. Веќе се работи на проектирање на овој дел од железницата, за кое се предвидени околу 10 милиони евра. Откако за 1,5 година до 2 ќе се заврши со проектирањето, ќе се знае проценетата вредност на изградбата на железницата, каде што е предвидено и крак до Охрид, велат од Министерството за транспорт и врски. Според првичните проценки, вкупната вредност на овој проект треба да достигне и до 500 милиони евра, при што изградбата се планира да почне во 2018, а да заврши во 2022 година. Во меѓувреме, надлежните на самитот на Европската Унија, кој треба да се одржи во јули во Париз, ќе побараат пари од типа фондовите за реализација на проектот. Станува збор за приоритетен проект кој е од регионално значење за економскиот развој за повеќе земји, затоа сметаме дека треба да биде финансиран од европските фондови, се вели во соопштението. Инаку на македонската страна од коридорот 8 во моментов се гради пругата од Куманово до село Белјаковце, а веќе се обезбедени пари за втората фаза на проектот, делница од Белјаковце до Крива Паланка. Наскоро треба да се обезбедат пари за изградба на третата фаза од железничкото поврзување меѓу Македонија и Бугарија. Косовскиот парламент му изгласа уште 2-годишен мандат на EULEX. Рускиот председател Владимир Путин повика на обновување на односите со Европската Унија. САД ќе го одржат своето присуство во Црно море и покрај предупредувањата од Русија дека американскиот воен брод што патролира во областа ја загрозува регионалната безбедност, истакнувајќи дека Унијата и понатаму е клучен трговски партнер на Москва. Ова се вестите од светот за денеска. По повеќе часовна расправа во Косовскиот парламент околу продолжување на мандатот на мисијата на EULEX, претениците со 84 гласови за, 6 против и 1 воздржан, усвоена е одлуката на косовската влада оваа мисија во Косово да делува уште 2 години. Во обраќањето до претениците, премиерот Иса Мустафа побара да се изгласа продолжување на престојот на мисијата, биејќи на тој начин му правеле услуга на косовското правосудство. Според Мустафа, владата високо ја цени мисијата на EULEX и треба понатаму да остане во Косово, со цел да се заакне судскиот систем во земјата за да може да се справи со организираниот криминал и корупцијата. Рускиот председател Владимир Путин повика на обновување на односите со Европската Унија, истакнувајќи дека Унијата и понатаму е клучен трговски партнер на Москва. Тој предложи почеток на преговорите со Европската Унија за техничка соработка, како прв чекор во обновување на односите. Путин оцени дека неодамнешните средби со представниците на германски и француски бизнис кругови покажале дека европските деловни лидери се подготвени и сакаат да соработуваат со Русија. Треба да ја вратиме довербата на руско-европските односи и да го обновиме нивото на интеракција, порача рускиот председател. САД ќе го одржат своето присуство во Црно море и покрај предупредувањето од Русија дека американскиот воен брод што патролира во областа ја загрозува регионалната безбедност, изјави секретарот на американската морнарица Реј Мабус. Воениот брод на САД вплови во Црното море во текот на месецот и предизвика остри критики од Москва. Представник на Руското министерство за одбрана изјави дека постојано воено присуство ќе го дестабилизира регионот, биејќи тоа не е море на НАТО. Турција и Романија очекуваат на самитот на НАТО во Варшава идниот месец да биде одлучено да се зголеми присуството на воени сили на Алијансата во Црно море. Машката ракометна репрезентација на Македонија ќе се најде во третиот шешир за жребката за светското првенство во Франција во 2017 година, кој ќе се одржи на 23 јуни четврток. Македонската ракометна репрезентација ќе се најде во третиот шешир за жребката на групите на светското првенство 2017 година, што ќе се одржи во Париз во четврток. Фактот дека црвено-жолтите се редовни учесници на големите надпреварувања има возможи да имаат одличен рейтинг, па со самото тоа да бидат дел од 12 најдобри селекции при рангирањето од страна на ЕХФ за оваа жребка.
Заедно со Македонија, дел од третиот шешир, се и Белорусија, Русија и Шведска, селекции од кои сигурно нема да се сретнеме во групната фаза. Само за споредба, во четвртиот шешир се наоѓаат Унгарија и Исланд, две селекции кои сигурно ќе сакаме да ги избегнеме, додека во петиот шешир е Тунис, ривалот кој ни го украде олимпискиот сон. На жребката во Париз ќе бидат излечени 4 групи од по 6 селекции, а најдобрите 4 од секоја група ќе обезбедат пласон во осмина финалето. Репрезентацијата на Италија ја постигна и втората победа на Европското првенство во фудбал, откако во Тулуз ја победи Шведска со 1-0. Вести од меѓународната спортска сцена. Неофицијално 3 клуба се подготвени да ја платат на Барселона 200 милиони евра за Нејмар. Оваа информација ја откри еден од представниците на бразилскиот фудбалер, кој до денеска се уште го нема подпишено новиот договор со Барселона. Шпанските медиуми очекуваат тоа да се случи после Олимписките игри во Бразил, а со новиот договор Нејмар би требало да остане во Барселона до 2022 година. 3 екипи сакаат да ја платат откупната клаузула од 200 милиони евра. Не можам повеќе ништо да кажем бидејќи се работи за чувствителна тема, изјавил Вагнер Рибиеро. Се спекулира дека трите екипи кои се подготвени да го платат астрономското обештетување се Пари Сен-Жермен, Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Новите супер богати кинески собственици на Интер најавуваат дека оваа екипа е сериозно заинтересирана за Ерик Ламела од Тотенхем. Неофицијално Интер е подготвен за Ламела да плати 35 милиони евра за да го доведе во своите редови. Втората опција би вклучила размена на фудбалери, па Интер би го остапил Мурилјо и везистот Брозович и нешто плюс пари. Против ова за сега не се противи тренерот на Тотенхем Маурицио Покетино, кој го посакува горе наведениот тандем, но плюс бара и 25 милиона евра. Ламела веќе има настапувано во Серија А, во Тотенхем пристигна од Рома во 2013 година, а првите фудбалски чекори ги направи во Ривер Плата. Колумбија вториот полуфиналист на Копа Америка, откако оваа селекција дури по изведувањето на пенали успее да го скрши отпорот на Перу по 120 минути без преголеми возбудувања, што завршија без голови. Херој на колумбиците беше голманот на Арсенал Оспина, кој со еден одбранбен удар од белата точка го трасираше патот до полуфиналето на својот национален тим. Влогот на преворот придонесе двете селекции многу повеќе да размислуваат за собствениот отколку за противничкиот гол, па навивачите не може да проследат ниту 100% шанси, камоли погодоци. Карлос Бака не се снајде најдобро во 80-та минута, пропуштајќи неубавата шанса за колумбиците, додека Перу најсериозно се закани во финишот на второто продолжение преку Рамос по корнерот на Гереро. Првите 4 изведувачи на Колумбија беа прецени, додека на спротивната страна Оспина го одбрани ударот на Трауко, а Куева шутираше над голот, што значише пласман на Колумбија во полуфиналето. На почетокот на дневникот информиравме за препораките од Министерството за здравство поради високите температури, а колку ќе изнесува температурите во градовите од североистокот следиме од Метео. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Ви благодариме на довербата. Имајте пријатна вечер.